позната во јавноста релацијата општинен центар со централната власт, тоа не е ништо ново од самиот почеток на моето влегување овде фактички. Изложени сме на серија на притисоци, од различен тип на притисоци. Имавме над 50 инспекции на самиот почеток. Да не зборам за тоа што општинен центар многу тешко или воопшто не може да ги добие дозволите за да почне некаква работа. Зборам за дозволи од кои што зависиме најчесто од Министерството за транспорт и врски. Зборам потоа за релацијата со град Скопје, кои што се нешто подобри од односно оние што се со централната власт. Општинен центар остана единствена општина во град Скопје која што се уште после 3 години не може да располага со неизграденото градежно земјиште. Одговорот е само во владата. До сега не добивме јасна одговор, јасна причина зашто тоа се уште е така. Понатаму имате низа на примери каде што и во официјалните документи на Европската унија е набележано дека притисоците се присутни. Можам да го набележам демолирањето на општината, каде што тој настан, тоа дивење, воопшто не беше регистрирано во МВР, па затоа во 2 извештаи поред за состојбите во Република Македонија, страна на Европската комисија, набележано дека предметот не е решен и дека продолжува тој однос на централната власт кон општинен центар. Можам уште безброј примери да редам. Има низа на, ке завршам со ова, има низа на промени во законите во Република Македонија, кои што се направени намерно затоа што изгубена влијанието на централната власт врз локалната власт во општинен центар. Пред се зборам за промените во законот за градење, во законот за просторно и урбанистичко планирање, што всушност не носи кон една друга работа што се случува кон нас, а тоа е да наместо процес на децентрализација имаме процес на централизацијата, се одзимат ингеренциите од страна на локалната самоуправа за да се пренесат на централната власт. Ние се обидуваме на сите можни начини да го дадеме правото на одлучување на некој начин на локалната самоуправа и јас лично така доживувам оваа функција која што денеска ја обавувам. Во самиот почеток отворивме една пракса да имаме отворени средби со граѓани, значи да дојдат тука еднаш во месецот да ги кажат своите проблеми. Потоа имаме средби редовни со граѓаните, јас лично одговарам на социјалните мрежи. Значи отвараме низа на клубови каде што можат граѓаните и кажат своите права. Сега сакаме да отвориме и бизнис инкубатор, да може тука да се почнат бизниси. Започнавме со една многу битна пракса од минатата година и оваа година продолжуваме, тоа е да се оформи буџетот во општината, граѓаните ги кажат приоритетите што нив им се потребни, да предлагат проекти и потоа тие како такви да станат дел од буџетот, односно проектите на платформата на општината. И од минатата година таа пракса, како што кажав, започна и веќе ги реализиравме тие проекти, што мислам дека е еден од оние начини на функционирање на локална самоуправа, затоа што поентата е колку што е можно повеќе граѓаните да учествуваат во креирање не само на проекти, туку и на буџетската политика.